од страна на пратениците кои што се членови на анкетната комисија, денес ќе поднесеме барање за што поскора седница на анкетната комисија на која што би се разгледувал извештајот за прислушкувањето од страна на Министерството за внатрешни работи и Управата за безбедност и контразузнавање, кој што под назнака државна тајна е доставен до сите членови на анкетната комисија. Во меѓувреме имаме загриженост што председателот на анкетната комисија, господинот Шилегов, не закажува и не свикува седници на оваа комисија, која што беше формирана по барање на Социјалдемократскиот сојуз. Веројатно со намера да избега од некои незгодни прашања за тоа дали на одредени представници на Социјалдемократскиот сојуз им се познати лицата со презиме Сума и Бекири и дали имаат некакви допирни точки со прислушкуваните разговори, со фалсификување на лични исправи или со нивна можна злоупотреба во политички цели или изборен процес. Како што ќе биде законски наложено, така ќе постапиме. Ако некои материјали се класифицирани со таков степен на доверливост, имаат процедура во која форма треба да бидат разгледувани. Но важно е да имаме седница и да го разгледуваме. Според вас, кој би било интересно на СДСМ и господин Спасовски да класификуваат 30.000 лични карти, што само за тоа да обвинувате исто, така и вчера во Конвенцијата на Католик? Зошто би било и како може да се направи? Ние како анкетна комисија навистина би имале голем интерес да го поканиме господинот Захид Бекири, заедно со министерот Оливер Спасовски и председателот на СДСМ Зоран Заев, да ни ја објаснат нивната комуникација, нивната можна поврзаност со фалсификување на документи, на пасоши, на банкарски сметки и нивното можно поседување на 70.000 незаконски, нелегално снимени разговори на лица и функционери, суди и новинари во Република Македонија. Според деловникот, по барање на пратеници или членови на комисијата, по барање на најмалку 1/3, председателот на комисијата е должен во одреден рок, мислам дека беше 2 дена, да ја закаже седницата која што е побарана и на истата да постави дневен ред на изјаснување. Тоа значи дека го крши деловникот. ВМРО ДПМН стои на ставот дека законските решенија за медиумите треба да се предмет на широк политички и медиумски, би рекол, консензус и предлагаме, остануваме на тој став, олеснувачите и учесниците во овие преговори за медиумите да предложат кои сакаат модел од било која земја членка на Европската Унија, кој што сметаат дека треба да биде применет како стандард во Република Македонија и ќе прифатиме било кое законско решение кое што постои во земја членка на Европската Унија. Ќе го сметаме тоа за обид за саботирање и атрофирање на работата на анкетната комисија како дел од планот на Социјалдемократскиот сојуз, кој што полека се надзира, да има изговор за одложување или неодржување на предвремените избори, кои што се одржуваат во април следната година на барање на Социјалдемократскиот сојуз и како последица на политичката криза која што иницира и ја држат во заложништво целата држава.